Почитувани, веќе е очигледно дека невладината организација на Бојан Јовановски, Боки 13, била замешана во сомнителни трансакции со индиции за криминал. Господјата на која битолски градежен бизнисмен и дал 720.000 евра за идеја за изградба на станови, тврди дека сите пари и ги зеле од Меѓународниот сојуз на Боки, Ременски, Костадинов. Па каде завршија тие пари? Дали функционерите на СДСМ му помогнале на Боки да изнуди 750.000 евра и дали после тоа му помогнале да ги земат парите на господјата? Внимавајте, невладина организација која што е невладина, членува повеќе од половина од власта, за наводна грижа на повозрастни граѓани, злоупотребува повозрастна господја, дури и според сведочењето како што слушнавме, ја туркале во инвалидска количка, за да може полесно да ги земат парите. Но ова не е се. Минатата година градежна фирма од Струга на подпредседателката на Сојузот на Боки 13 и исплатиле 233.000 евра со авторски договор по слична основа како претходно битолската фирма кон господјата. Почитувани, сериозно е прашањето каде се овие пари, како се потрошени, дали функционерите на СДСМ добивале пари од овие скандалозни трансакции, зошто не пријавиле доколку им било сомнително. Обвинителството на Русковска, ако сака на вистина да го расветли случајот со Октоподот, тогаш треба да ја испита работата на оваа невладина организација, Меѓународен сојуз Скопје. Но таа не го прави. Дали се плаши дека ако почне да чепка по работењето на организацијата на Боки 13, ќе дојде до функционерите на СДСМ, па дури и до самиот Заев, за кој што Боки 13 тврдеше дека му дава директна подршка и соработка. Каква подршка во криминогеното работење на Боки 13 и Меѓународниот сојуз давал Зоран Заев или другите функционери на СДСМ вмрежани во организацијата на Боки 13? Русковска, додека се одмара, може би се брише некој нов компјутер, се форматира некој друг телефон, се влијае врз сведоци или уште пострашно, се рекетира нов бизнисмен. Боки 13 и Кичеец не биле сами. Тие имале поддршка од власта, а од Октоподот уште многу се на слобода, вклучително и главата на Октоподот. Колку и да сака власта на Заев, скандалот со рекетарско-политичките обвинителскиот Октопод нема лесно да се заташка, се додека јавноста не ги добие вистинските одговори. Јавноста веќе зборува за нови докази дека невладината организација на Боки 13 е класичен параван за криминал, рекет и изнуда, наред се институциите да ги истражат овие нови аспекти, да ја истражат организацијата на Боки 13, заедно со партиските функционери вмрежени во неа, да истражат која била улогата на Катица Јанева и на СЈО во дејанијата на Боки 13 и на крајот сето тоа да заврши со соодветна пресуда, со соодветни затворски казни за сите инволвирани во криминалот, вклучително и главата на Октоподот. Па, почитувани, така навистина функционира правна држава, а досегашната истрага, за жал, е само обична фарса. Ви благодарам. Тоа беше пресконференцијата посветена на најновите докази во случајот кој што ја тресе државата Октопод. Повелете, имате ли прашања? На вчерашната прослава скандираше Северна, беше и свирка на делегацијата на вашата партија. Потоа, овие две вести беа прокоментирани дека се лажни од страна на портпаровите на владата. Кој е вашиот коментар? Почитувани, вчера се случи срамно киднапирање на прославата на Илинден, на Мечкин камен, од страна на власта, од страна на СДСМ. Тоа се навестуваше уште од самата најава за прославата до, како што рековте, оневозможувањето на висока делегација на ВМРО ДПМН, предводена од подпредседател на ВМРО ДПМН, да постави цвеќе. Истото се случи колку што слушнав и со семејството Кареви. Почитувани, скандирањето кое што вчера се случи
на Мечкин Камен беше срамно, понижувачки за празнувањето на Илинден, но понижувачки и срамно беа и делови од говорот и на Мечкин Камен, но и од Вилата Водно. Тоа го покажува капацитетот, сето на режимот на власта, особено за Илинденската прослава на Мечкин Камен, од транспортот, кој што бил организиран партиски, до опремувањето, а можно е и до договорените скандирања и кореографии, што би рекол Зоран Заев, блескаше режимот. Имате дополнителни прашања? Немаше провокатори од ВМРО ДПМН? Провокатори од ВМРО ДПМН? Што оценети толпата облечена во амблеми од ВМРО кои што скандираа разни... Видете, почитувана, ВМРО е символот на Илинденското востание. Да не било ВМРО, немало да дојде до Илинден. Немало да се случи таа 903-та, таа Крушевска република. И јас не знам што би било од знамиња кои што го символизираат Илинден 903-та, што е тука провокаторско. Навистина не ве разбирам. Ако вие имате податоци дека имало провокации, ве молам да ги... Не, така беше од власта посочена таа толпа како диригирана од ВМРО ДПМН. Видете вака, власта вчера на еден срамен начин се обиде да направи брутален фалсификат на настан за кој што сведочеше цела македонска јавност. Се велеше дека немало скандирање, колку што тоа го видов и тоа го одработија токму пиарот на власта, пиарот на режимот на Зоран Заев. Се обидува да ја сокријат вистината под превезот на лажни вести, а тоа ја покажува и суштината за проектот кој што сега се обидуваат да го протуркаат, а тоа е криење и фалсификување на случаи, исто онака како што ја фалсификуваат и историјата и историските факти, за што впрочем и споменав дека беа и во говорите на Мечкин Камен и во Вилата Водна. Рековте делови од говорот и на Водно и на Крушевска, понижувачки, на кој да умислите поточно? Па јас не знам дека паднале жртви за Северна Македонија. Тоа беше посочено од Вилата Водно. Не верувам дека било кој на Мечкин Камен 903-та извикувал за Европска Северна Македонија, да речеме. Јас во ниедно обраќање не слушнав само Македонија. Вечерни новости во нивното вчерашно издание објавија дека најмалку 5 криминалци од Србија, истакнати членови на Белградското подземје, дел од нив и во затвор, добиле лиценци, отвориле компании за одгледување на марихуана во Македонија. Видете, не е прв пат да се појавуваат информации во соседството за криминогени ликови со дебели досиеа, да имаат соработка со власта во Република Македонија. Самиот Вучич, председателот на Република Србија, посочи дека човек кој што бил обвинет за крадење гаќи по трговски центри во Соединетите Американски држави сега е советник на Зоран Заев. Апсолутно не ме чуди доколку голем дел од криминалното подземје почнува да соработува со власта, особено во ова претворење на Република Македонија во едно големо поле за наркотици. Имате други прашања? Не. Ви благодарам.